Не, послушај, тој што остане после Моника иде в камермани. Ово изгледа и нарачува до нарачува камерман. Ово едниот камерман ти е жив неухранет, ама ово изгледа му ја јади неговата половина. И преноќу у едно село. Брачо, оти ги дам за пред камера, ни скачање и му го враќаш момче. Аре да не ме тераш да ги повраќам овие. Не, јас сега ситуација. Абе, бота не јади, брати назад. Овие те не затворат тука кај Соколану, ке Повраќај. Извини, како те беше името? Дарко. Даре вика, маме му ебу дојде и стварно го изеде палачинко, тржа руке му. А од тржа руке. Абе, гадно му ебу, дојде од Скопје, све изеде на тие. Па не остави ништо, ме ма. Абе, брат, слушај. Знаеш се ебе. Ке пукнема него да. Имаме специјална посета, книга за малиот твој. Милна деду. Деца да не имаш, брат. Мале. Па дај му ке му чита на ците. Чекај. Умничка како Бојенка. Еј. Да. Еве сега тука ќе шедеме палачинки. Ајде да видиме што пиша. Најденко во магичниот круг. Во ова наше време некаде околу нас живееше Најденко. Детето со чудесен сјај во очите и секогаш под замислен поглед. Кога ќе видеше палачинка, тој се превртуваше. Дарко Најденко, кој го вика, го сонува својот сон во еден магичен круг. Како ги прават палачинки? Една вечер Дарко Најденко 2 вечери правеше чуден сон во кој сите палачинки побегнале од неговата соба. Овдека е книги. Вика, мајка му го оставила да спие. Наставничката излезена, а тој заминал во посакуваниот свет. Значи ова за него е палачинка. Седот на вафли, брат. Кога заоѓа сонцето денов, што го позлатува. Го гледаме Даре како со една палачинка патува. Даре сонува во светот, по палачинките патува. Таму е толку палачинкасто, летаат палачинки на крило. Со 100 на час. А Даре ги лови. Hey, no hard feelings, така? Да, брат.